Продолжуваме понатаму со првиот разговор предвиден за денеска во нашето студио. Првата детска амбасада во светот Мегеши постои успешно работи цели 27 години наназад, ги заштитува детските права, се грижи за одговорно родителство и многу други работи прави за децата во нашата држава. Денеска со нас е Катерина Конеска од Мегеши, со која имаме неколку теми да проговориме, актуелни теми, она што е актуелно и о летниот период. Децата се на распуст, тие одмарат, но вие не одмарате, Кате. Со што се бавите, работите, постои, веројатно функционира и со детскиот телефон, ете од таму ќе почнеме. Добро кажавте, и во текот на летото сме активни и работиме на низа програми и ги следиме потребите на децата и действуваме и реагираме кога и ќе процениме дека е тоа потребно, односно кога ќе согледаме дека навистина им е тоа потребно на децата. Го споменавте SOS телефонот, односно SOS службата. Јас би рекла затоа што освен што може да не добијат граѓаните и децата на телефон, може да дојдат и директно во просториите на детската амбасада Мегеши, може да не контактираат преку имейл, исто така може и преку социјалните мрежи да не контактираат, застапени сме и на социјалните мрежи, па од тука велиме да малку ја проширивме, да речам, нашата работа во делот на SOS, па не е само телефон, туку имаме и SOS служби кои што ги нудиме и ги согласно ги адаптираме согласно потребите на децата и нивните права. Инаку во делот на јавувањата правиме извештај и така ја следиме состојбата со детските права, па според оние јавувања во SOS службата кај нас во детската амбасада Мегеши за анализите кои што ги имаме направено за 2018 година, согледавме дека најголем проблем со кој што се соочуваат децата во нашата држава е сиромаштијата, односно не можат значителен процент, значи на околу 30% од јавувањата, ни се дека децата за жал не можат да ги остварат своите права како резултат на тешката и економска состојба во која што се наоѓаат нивните семејства, кои што се најчесто семејства во ризик и дури се доведени во прашање и основните права, правото на образование, правото на здравствена заштита и слично. Следен проблем за кој што сме го идентификувале во оваа служба е насилството, кое што е секогаш актуелно, а го издвојуваме и врсничкото насилство, па тоа за нас беше сигнал како организација да спроведеме и кампања за заштита, односно да поттикнеме јавната свест за дека постои ваков проблем, дека треба да се препозна, да не се замижува пред како булинг, особено меѓу младите, тоа меѓуврсничко насилство. Следни проблеми кои што ги имаме идентификувано е проблемот на остварување на правата на децата во текот на бракоразводните постапки и после окончувањето на бракот, така натаму, значи низа на ситуации за кои што ние правиме анализи, истите ги документираме во извештај. И дали во колкав процент можете да им помогнете на децата? Знаеме дека навистина е голем број на децата во нашава држава на кои им е потребна заштита, им е потребна поддршка. Ете, што би можеле за тоа да кажеме? Така, ние како организација се трудиме и работиме во насока на помош и поддршка на децата и мислиме нели дека и сме успешни во истото. Освен тоа што сакаме на конкретни случаи да помогнеме, застапуваме и лобираме до надлежните државни институции за одредени прашања за кои што ќе ги идентификуваме како дека се потребни да им се помогне на децата. Сето тоа го правиме и настојуваме во соработка со сите останати надлежни фактори, затоа што само тој заеднички мултидисциплинарен пристап во работата може да даде резултати, затоа што на крајот нели сите работиме во
насока да им помогнеме на децата и да креираме еден подобар свет за нив. Така. Што би кажале за програмата за зајакнување на капацитетите на децата? Сме зборувале за ова и претходно, но вреди да се спомене уште еднаш. Така, тоа е програма која што ја спроведуваме, ево, трае 5 години и ја спроведуваме заедно со уште неколку организации од регионот. Станува збор за програма која што работи на зајакнување на децата, на капацитетите да го надминат. Деца кои што биле жртви на насилство, како истото да се носат со истото и како истото последиците од тоа да ги надминат. Станува збор за користење на еден резилиентен пристап во работата со децата, така што и институциите тука ги вклучуваме за да, како што споменав, за да има успех во една работа, имаме еден поширок диапазон на институции со кои што работиме. Тука ги вклучуваме и родителите, ги вклучуваме и децата, училиштата, така што значи работиме и со сите нив, затоа што некогаш ги подзабораваме малку родителите, кои што се и тоа како битни во обезбедувањето на правилен раст и развој на децата, односно да ги насочиме, да им помогнеме со одредени совети и насоки за истото. Имате многу програми, многу проекти на кои што работите. Рековме, не запирате се работа, 365 дена во годината. Би сакала да издвоиме за крај уште дел од она со што сте активни периодов, летниот период. Така, ние сме активни исто така со програмата за мировно образование, каде што се вклучени неколку средни училишта од државава, каде што се работи и со професорите и со учениците. Тоа е програма која што неколку години ја работиме и ќе продолжи во иднина. Исто така работиме и на ја следиме работата на собранието, каде што исто така направивме извештај и бевме по пресконференција која што беше проследена и од македонската телевизија за тоа колку во собранието се говори за детските права и нашиот извештај покажа дека за време на пленарните седници, оние комисии кои што покриваат релевантни прашања кои што се поврзани со децата и нивните права, се говорело за правото на децата на здрава животна средина, на здравствена заштита, на социјална заштита, значи многу повеќе за оние основни фундаментални права на децата, меѓутоа малку се говорело за правот типот на детско учество, почитување на детското мислење, детското здружување и слично. Потоа имаме и програма која што работиме на борбата на трговијата со деца, така што низа активности кои што ги спроведуваме. Ова беше краток информативен разговор, Кате. Ние остануваме да ги следиме сите ваши активности. Ви благодарам за денешното гостување во утринската програма и ќе се видиме наскоро. Така, благодарам за поканата и благодарам за тоа што редовно не следите во сите активности кои што ги спроведуваме. Благодарам. Уште еднаш продолжуваме понатаму со вториот информативен блок.